Зошто се верува дека црните мачки носат несреќа? Мачките пред 5000 години во древниот Египет биле почитувани и обожавани до тој степен што личноста која ќе убие мачка добивала смртна казна. Но што тогаш довело луѓето да започнат да се плашат од мачките со црна боја? Поголемиот дел од историчарите тврдат дека оваа суеверие настанало во средниот век. Во тој период многу жени биле обвинети за вештичарење и занимавање со црна магија. Многу од тие жени имале мачки за кои се грижеле, па така оптужбите кои се однесувале на жените биле пренесени на нивните домашни миленици. Ова верување дополнително се зацврстило меѓу народот во средината на 16 век, кога се расширила приказната за татко и син кои наишле на црна мачка. Според легендата, таткото и синот патувале заедно во ноќта во која немало месечева светлина, кога црна мачка им го преминала патот. Тие фрлале по неа со камења, со додека повредена не избегала во куќа на жена која се сметала за вештерка. Следниот ден ја виделе жената со модринки и дека шепа, па заклучиле дека вештерките ноќе може да се претворат во црни мачки за да незабележителни преминуваат преку улиците. Оваа верување одеклало низ Америка во времето кога траело судењето на вештерката од Салем. Секако поврзувањето на црните мачки со зло и несреќа не е ништо повеќе од суеверие. Сепак голем број луѓе и ден денес веруваат во овој мит.